Колку и да расте продажбата на електрични возила, тие се уште ценовно се инфериорни во однос на оние со мотори со внатрешно согорување, што е пречка која на производителите им задава големи главоболки во однос на стратегијата за иднина. Разликите се намалуваат, но недоволно за да се каже дека прагот е пречекорен. Сепак, според најновите истражувања, тој момент не е така далеку. Можеби уште во 2027-та ќе ја снема ценовната разлика и битката за купувачите ќе се води со други аргументи. Како главни причини за идното изедначување на цените на возилата се наведуваат новите производствени техники и пониските набавни трошоци за батерии. Друг значаен фактор е враќањето на дел од инвестициите за развој на возилата и трансформацијата на капацитетите, а не треба да се заборави и дека автомобилите со класични мотори се уште ќе поскапуваат. На ова треба да се додаде и веќе започнатиот тренд на лансирање електрични возила од поприфатливите сегменти. Како предводници на подемот, без изненадување се посочуваат Тесла и BYD, американците заради производствените техники, а кинезите заради батериите. Според истите прогнози, веќе во 2030 година половината од продадените возила во светот би биле електрични.